Фирма за сервисирање лифтови која во изминативе 4 години добила над 90 тендери од државата, имала лажен сертификат за квалитетот на нејзиното работење. Антикорупцијска денеска го обелодени овој случај, откако на последниот тендер во градската општа болница 8 септември се открило дека фирмата учествувала со фалсификат сертификати кои ги добила од македонска фантом фирма, која се прикажува како застапник на лиценцирана хрватска фирма. Случајот го пријавила Комисијата за јавни набавки при ГОП 8 септември. За која фирма станува збор од антикорупцијска не откриваат. Покренуваат иницијатива за кривично гонење во ОЈО, како и предупредување до владата да ги известат сите надлежни органи во постапките за лифтови доколку се појави оваа фирма. Со самиот обид за сторување на истото, при што постојат основи за сомневање дека овој економски оператор и неговите поврзани лица, користејќи ги фалсификуваните исто сертификати, веројатно има добиено уште околу 90 тендери. Антикорупционерите предупредуваат дека фирмата била поврзана со уште две други фирми од Скопје на начин што нејзиниот управител бил сопственик на останатите две, кои исто така работеле со монтажа и сервис на лифтови. Ова, според антикорупцијска, е класичен криминал. Доколку овие субјекти дејствувале подолг временски период, ќе се открие дека тие работеле не само кај јавни субјекти, туку сигурно и во стамбени згради. Јас се надевам дека многу експресно ќе постапи јавното обвинителство и дека можеби дури и ќе помине во организиран криминал, затоа што ова не е действие само на еден. Овој случај, според антикорупционерите, ја покажува системската слабост во системот за јавни набавки, односно дека Комисијата за јавни набавки од било кој државен орган нема обврска да ја проверува автентичноста и валидноста на ИСО сертификатите. Токму оваа слабост била искористена од оваа фирма.